Тросет и двосет на Скопски паркинг е се што имаат Станко Спасовски и Благоја Бошков. Едниот поранешен фудбалер во Вардар, а другиот молер. Веќе 5 години ги поминуваат деновите на паркингот под отворено небо, и на сонце, и на дожд. Велат дека во домот за бездомници во Чичино села одат само кога е многу ладно. Видете, таму многу ексцеси многу си имаат направено. Таму пуштаат кога е минус 20, за да не умрем. Така да што и таму е забрането више. Пред неколку години нивниот живот бил поинаков. И реков уште ова лето ќе одам со питачиња. Година здравје со Господа, си го патам занат. И ќе си видам газда како што си бил. Много пари. Бивши фудбалер на Вардар, пред тоа многу тимови смени. Требаше у Звезда, се плати со покер апарати и да не се изразувам некои манекенки, ги облачам, ги купува злато, мато. Панче отиде, требаше и ја у Звезда да отидам и тука ја ева кариерата. Семејството Станковски секоја сабота ги посетува и носи храна и намирници. Тони Станковски со својата сопруга и 3 деца по врските со споделување храна како дел од проектот Вистински дела на љубезност со своето комбе го обиколува градот и носи облека и храна за социјално загрозените луѓе во нивните засолништа. Не може да каже тонка што ми прештува. А? Не бе. Тоа што преш. Работим. Работим. Ти си дечко бе што си легенда. Да? Такво и семејството Али кое живее во стара куќа без прозори и врати. Рафаела е мајка на 8 деца. Таа вели дека била и жртва на семејно насилство. Претходниот сопруг, кој сега е во затвор, ја тепал. Бара од државата да ја помогне да најде дом за 5 деца кои останале со неа и да ја ги врати другите 3 кои социјалните служби ги однале во дом за деца без родители. Него, ама пошто тој мене многу ме малтетираше. Ме тепаше, ми ги скршил зъбите со ножеви, со мудрена. Моите деца биле малтетирани. Почнале да дуваат лепак и заради тоа центарот ми го земал родителството право да не може да се ги зема моите деца и социјалното не ми дозволи да одам да се ги гледа моите деца како сите што одам да ги посета и јас сакам да се ги посета моите деца. Пари заработува од собирање на пластични шишиња. Ја не знам како ќе живееме. Значи на просење ние не одиме, ние не просиме, значи по канти, по контонери, што ќе налагаме алишта, ќе ги облечиме, перени, не перени, ќе облечиме. Фативме шуга, па едва се лечивме, собиравме флаши, продававме, па купивме. Тоа иначе ги мачкав децата и мене, не знам какво живот това. А дополнителен проблем е и тоа што неодамна државата ја укинала социјалната помош и бара од неа да ги врати парите што претходно и биле дадени.